За жал, обвинителот кој што е во заминување, бидејќи веќе од тоа што сум информиран е распишан оглас за избор на нов обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача и не му значат тоа што живи гореа 14 луѓе, ќе повторам, живи гореа 14 луѓе, не му значи тоа ништо и одлучува да овој процес го стопира. Но сакам да знае јавноста дека ова не е политичка амнестија од страна на тој обвинител кон поранешните негови наредбодавци, бидејќи секогаш може да се појават нови детали кои што се поврзани со овој процес и секогаш овој процес може повторно да стане актуелен и да практично пред јавноста се покрене од самиот почеток. Така што многу пати сум ги коментирал тие одлуки во рамките на нашиот правосуден систем. За жал, една од тие скандалозни одлуки е и оваа. Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни со хвалоспеви за нивната работа и така наречената во наводници објективност. Но ќе повторам, овој обвинител и луѓето кои што го водеа овој случај не најдоа докази за сторено кривично дело во случај во кој што живи гореа 14 луѓе.